Тема трчање. Да, како почна со трчањето? Првата трка ми е 2 мили, организира Шичи мој. Тогаш беше насмеани тркачи. Runners for Smilers. Или Runners for Smilers. Тоа ми беше предизвик, брза трка, трае 3 км и 200 метри. Индивидуално се такмичија. Секоја недела се секунди се спуштаат. Имаше големо риварсот и се приклучува и други клубови што инспирација што тренира, што наде и они што трча на 2 мили и они се отвараат своји клубови, стануваат тркачи, организираат и они своји трки. 99-та? Па да, 90-те години. Да. 99-та. Тогаш не беше толку развиен, немаше ни Скопски маратон, немаше така атлетски сојуз на Македонија тогаш. Некои трки организира атлетски. Мој најдобро време што може да дојдам 11:57 максимум. И дојдов до едно ниво за поише. 21 км да истрчам. И тука интензивни тренинзи секој ден. Значи секој ден, ако сака некој успех да направи, било каков, секој ден да без разлика од временски услови, да се трчи. Љубе, за првиот маратон ми спомна дека ти е трчен 2000-та. 1999 на 13.5. Шичи мој маратон. Да. Резултатот е прв маратон 13.3.1999, 4 сати и 25 минути. Првиот маратон. Тоа е едно искуство. Првите 21-25 км вака убаво, после доаѓа све половен си. И целиот си вака тешко е, ама не се откажуваш. Значи, многу е битно да издржиш до крај. Ако истреш до крај без колку да е 4,5 или 5 часа, имаш мотив за понатака. А ако не успееш, ќе речеш кој ќе трче друг пат, така пат. Мачно е. А вака имаш мотивација, инспирација за следен. Кога трчам сега 4 сата, 4,5, следниот пат ќе трчам 5 минути побрзо. Значи, после 5 полумаратони ти се нафати на... Да. Прво, многу е забавно да трчеш со кратки трки, 3-5 км. Добиваш брзина и само доверба. Најдобро време на 10 км ми е 42 минути. Тоа интензивно се тренира, секој ден се тренира, затоа ми се тренира цела недела, само за сабота да дојдеш на трка у парк, кај градско собрание, тука трчавме, другот 1 км. Тука се гинеше меѓу себе, беа ривалства, доаѓа од страна, Трпе, па Кокан дојде, па Перо, па и сите други атлетичари. Покрај Трпе, Горан. И Горан. Го памтиш? Го памтам и он беше најредовен, најпозитивна личност. Тогаш немаше вака најдобра патека беше покрај градското собрание. Тука беше доста убав асфалт. Тој круг беше километар? Километар, тачно километар и нешто, некој метро. Кејот беше коров, змии, гуштери. Немаше толку спортска активност кога денеска што има голема конкуренција. На почетокот луѓето те прашуваат што е маратон. Маратон е 42 км. А колку е 42 км? Викам да возиш од Скопје до Куманово. Ај, па еден за 1 сат со кола идем па да трчам. А немаш програм некој да најдеш. Немаше таков интернет, такви, мораш сам да се снаоѓаш, некој ако ти донесе програмот од надвор, од странство, некоја ливче да тренираш. На писмено. На ливче со ракопис препишано. Или нешто што како гледале како тренираат и ние да тренираме така. Исхрана, што исхрана, што имаш тоа јадеш, пипер, пахлиџан. Тој леп. Првиот маратон, на Шичи мој маратон во Скопје,
вториот маратон кај го трчаш? Вториот маратон исто во Скопје, 13.6. Тоа значи после 3 месеца. Сум го поправил, сум го истрчал за 4 сата и 24 минути, 1 минута сум поправил. Првите 3 сум ги трчал 99 година на 3, 6 и 8 месец. Третиот маратон со Гујсицов у 1999 година сме го организирале, мостов са малку вака има лак нагоре, се искачуваш и замисли ти после 25-30 километри да истрчаш, кога ќе се качуваш нагоре, кога шилци у колената да ти удираат. И многу тешко, па ќе се качиш, па треба да се спуштиш, па последниот круг исто така, ај на почетокот не е толку, ама после стануваш оловен. И колениците ти горат, мислам, фактички осовина со лагери што ќе загрее. Ќе се лади со чашки вода. Ова зборам со обична исхрана, без суплементи, без некои минерали, витамини, гелови, тогаш немаше поим за тоа. Лимон и шеќер, тоа беше нешто да се освежиш. Четвртиот маратон ми е у Ниш. Имам тоа зимно време, 2 февруар 2000 година, што ти кажам, снег, мраз. Имам истрчано за 4:24 минути, значи у зимски услови. Не е ова пролет, лето, зимски услови. Искуство зимно време да друго организмот ти работи, треба да знаеш прво како да се облечеш, колку да се облечеш, какви патики да земеш, не рамни, крампонки, така и треба да се адаптираш спрема патеката како што е. Не имаше така некои кривини, оштри, така што можеш да исклизаш. Колку маратони истрча пред да почнеш да размислуваш за првата ултра? Првиот ултрамаратон ми е у Белград. Се појавија од Белград, почна да организира исто сличен мој маратон. Вика ултра, колку е тоа ултрамаратон? Вика 12 часа трчаш. Колку 12 часа? Колку ќе трчаш толку? За 12 часа. И така се пријавив на тој, имаше воз. Вечер у 8 сат. У воз и у Белград у 7 сат наутро. А трката почиња у 9. Првиот белградски ултрамаратон само 12 часа се трчаше. Тогаш опраден од маратон, од полумаратон, од 2 мили, идеална килажа, најдовме некои витамини, тој тежел, ми инспирираше Чукоров Александар, ми даде некои витамини, минерали, протеинчиња, така. Викам, ќе се спремиме, ќе идеме. Вика, ја ќе ти бидем помагач. Добро, ќе трчам ја. Викам, прв пат не знам како да трчам. Само трчај, ја ќе ти помагам и тогаш полетен, трчај. По сонце многу добро се трча, после зајде сонце малку посвежо. Колениците огин. И вика, нема стоење, вика, само како лежење, како одмарање. Само ќе се измијам, ќе се облечам чарапи, сменам, ќе се измијам ногите, ќе ги изгладам. И истрчав за 12 часа 104 километри. Тогаш не се сеќам некој у Македонија дали истрчал тоа. Сега тоа сака да те прашам, значи тоа ти е еден од прв ултрамаратон оде на Балканот или мислам за Македонија е прв, а веројатно и на Балканот е прв маратон. Белградски центар Суче мој маратон, они го организира, инспирирани од Њујорк што трчаа таму. Исто имаше така 12, 24, 6 дена, 10 дена. И они зема она по ефтиното 12 часа полесно да се види, не можеш ти да му кажеш некој да истрча ајде ќе кажеш 21 42, тоа знаеш што е маратон, гледале на олимпијада, гледале на трки, ама 12 часот не поимнува колку е за психички да го разбереш дека постои такво нешто, камо ти да некој да трчаш. Во тоа време во Македонија никој не знае за ултрамаратони. Не знае, туку не знае што е маратон. Мислам, Скопски беше едно време и замре и стана многу, како ти кажем,
летаргично спортот. Само оние клубови што беа клубови кој трпе што трчаше и Перо или други некои што беа така тркачи, Горан што редно трча по други земји што ги представуваат своите клубови, тие таа полумаратон и маратон што се трчаше. Иначе други активните спортисти што беа Атлетски сојуз на Македонија, тоа што трчаат тие. А иначе не знам дали појмило било и за нив 12-24 сата на 6 дена и 10 дена и да не го збориме за 3100 милји, тоа беше друга галаксија. А првата трка беше на Ушче, покрај таму Дунав, убав парк, широк така беше, кругот беше 1 милја, рамен, добар асфалтен. Се изненадив колку има тркачи од странство што дојдоа, што знае што е 12. Добиваше еден полет покрај нив, што истрчале повеќе кратно 12-24 часа. У 9 завршаваш. Од 9 до 9 вечер. Да. Ти првата 12 часа утра 104 км изоди од прв пат. Да, тогаш и бев ја рекордер во Македонија, никој не истрчал толку. Сега рекордира Македонија, фактички никој не знае што е ултрамаратон. Па Не постои. не, има истрчено после мене има истрчено повеќе од мене. Ма не за тога збори. Да, јако трчав тогаш никој не знаеше што е тоа, и вестници, мислам, објавуваат, па не знам, не може да сватат колку е. Загуеше ли во вестници? Искачи, да, искочија некој у вестници искочуваше дека имаше рубрика, спортска рубрика и тоа време ни објавуваа резултати. Ентузијасти беше, индивидуалци, правеа некои еко нас, кашничи мој што правеше маратони, полумаратони. Хронолошки од 12 часа првата ултра 99-та. 99-та. Втората ултра кога ти? Втората ултра на 12 часа ми е 2000-та година. Тука сум мислел што пославо 93 км. Памтам да имаше стартот што беше, имаше јако сонце. Трчеш по јако сонце нон стоп, кога се смениш да се пресоблечеш да се онајдеш и кога се зајде сонцето те фаќа една грозница. Е тресало вака дури да се земав чебе војничко да се загреам. Пола сат мораше да се смирам да се онајдам, да можам да продолжам. И ако фати дожд. Имаше со најлончиња се земеш од кеси овие што се од маркети што ги даваат, си ставиш врз чорапите, веќе си трчаш да не се наквасат чорапите, да не те фатат плускавци, знаеш. Не се оштетат прстите, ако ти оштетат прстите од водата, они ровки се и рани ти се створи. Ма тогаш не дише, така стаеш. Па не дише, ама можеш да истрчаш некое време, па ако треба да имаш доволно број на суви чорапи и доволен број на патик. Ако врне 2 часа ти, не знам колку 20 км ако истрчаш за 2 часа, колку патики ти треба да смениш. Тогаш беше многу примитивно, обични патики имавме ние. Ако имаш среќа некој да ти донесе од надвор посовремени патики, Какви се ти обични патики? За трчање беа или? Па онака за исклучување у град, у кафичи, така за трчање биле далеко трчање. Такви си трчал? Да, па ма сум трчал со такви и после 12 часа тие патики се џвакани. Џвакани, после гледаш некако ти станале ко чарапи, издеформирани целите. Ти се трча на асфалт во парк? Да, у парк, убав парк, да има дрвја, сенка, вака, малку да се заштити од сонце. Ама летно време, ако е високо сонцето, ни ти помога ни дрвја, ништо. Капче, треба кап опрема, наочари, дугачки ракави, кулмакс или че носиш волнен, памук. Некој памук отупи, па тешко ти е, знаеш. Кога ти се упие памук, па тешко цел оклоп ти е врз себе носиш. Броењето како е со бројачи? Има броење, има бројачи, секој свој има свој бројач и секој круг ти кажува колку си истрчал и за колку време.
кругот им е мерен. Да, мерен е кругот, ти пишува круг и ти кажува кое време трчаш, дали трчаш 10-11 минути. И они имаат за Да. секој круг знаат точно колку километри Да. имаш изминат. Тачно метар и нема тука грешка. Секој, например, си има по 5 тркачи, бројач и кажува, регистрира. Тогаш немаше електроника, нема ништо. Се сеќаш ли колку тркачи беа на таа втора 12 часа? 20-на. Сега дојдовме до првата 24 ултра. Каде беше и која година? Првата ултра е Белград 2000 година. 17 и 18 6 2000 година. Тоа е сосема друга димензија, друг свет од 12 часа. Тогаш има истрчано 24 часа 140,7 километри. Што е разликата меѓу 12 и 24? Огромна, ко полумаратон и маратон. 12 часа ќе ги истрчиш и после ти доаѓа све потешко и потешко, коленици, те стегаат рамена, кичма, заоѓа сонцето. Ако необично, например, трчаш од 10 до 12, 1 час. После кога доаѓа 2-3 сат, више малку е што вика, глува доба трчаш, знаеш. Све спие, ти трчаш и само некој тркач со други се разминуваш. На оваа трка имаше и 12 и 24 часа, а прва што организираат заедно. Да, дека има стекна искуство и освен 12 и 24 си приклучија со тоа што први стартуваат 24 сата, после 12 часа се приклучуваат 12 часа, за да можат сите заедно да завршат. Државен, зашто ние државен рекорд тоа време немаме, него да го кажеме. Немало ранг листа, мислам. И уште нема. Листа за ултрамаратони, за такви некој нема. Она што ќе го направиш, вика. После одиш и трчаш помалку. Навечер, зборам, од 1 час од натаму те фаќа дремка. Те фаќа дремка. И се, например, ја ако трчав на оваа трка, се станува 8 часот, 20 часот тргаме со воз, у 7:30 са бајле, у 9 почињаме, ти си од самото патување преморен. Ти максимум трчаш до 11 часот пуна кондиција. Тогаш свежо она. После ако трчав после 2 часот, околу 2:30 ја трчав и сум заспал у трчање. Збориме за 2,5 са бајле. Изутрина, 2:30. Сум заспал и закачив удрив со рама у дрво. Трчав уште 5 метра, пак сум заспал. У трчање сум заспал. И гледам тоа кампот, викам само да се докупам до кампот, да легнам до одмора. И тука ќе одмориш едно 2 часа, 2 часа да оспиеш, да изгрее сонцето. Например, од 2 часа до 4:30 да спиеш, да одмориш, кога ќе изгрее сонцето, после поише се гледа. Најтешко ли меѓу 2,5 и 4,5? Од 1:30 до 3:30. Сега не сме дојдени на оваа прва 24. Да, ова е прва. На оваа има ли место за Не се сеќавам, мислам четврто така нешто, за еден круг така нешто. Имаше од Белград, како се кажа, на Митава. Он беше топ 3. Да, на Митава и Ајаджан, Срđan, како се кажа. Да. Стари волци беа искусни. Има и трчано и во Америка така ултрамаратони, знае доста. 24 часа. У Македонија пак ли се рангира како имаше ли трчано претходно некој 24 часа? Ма нема, ја не памтам некој да трчал ултра од Македонија, не памтам. 2000 година тешко. Чекоров трчаше ли? Чекоров и он има трчано, не знам, не трча, првиот ултрамаратон во Белград, он не трчаше, ми помогаше,
Значи не трчал пред мене, не знам дали трчал надвор некаде, ама веројатно трчал маратони, ама за ултрамаратони не се сеќавам дека трчал он пред мене. Значи да речеме, сега тоа што го знаеме, не ги знаеме сите информации, 2000 јуни 2000 значи 24 часа во Белград. Од тоа што го знаеме, ти си пак првиот македонец што завршува утре на 24 часа. Да. Не знам се Чукоров, Александар дали трчаш, не се сеќавам. Да речеме Јонако трчал, вие сте двајца, Па да, Македонија да, двајца што завршуваме 24 часа, тоа е за македонски услови кod луѓе кои ќе им кажеш дека трчаш 24 сата, колку е тоа, што е тоа? Неверица. За овие наши скопски атлетичари тоа им е премногу. Тој сега не е сватливо пред 25. Добро, сега пак има некои, има повеќе сознање. Македонија за Балканов малку потешко. Не знам дали трчале нешто ретко некој ако трчал, Грција ако трчале ултрамаратон. Да, Грција тоа време требаше Шенген виза да чекаш да ти дадат. Да, ама не трчале, имале они и за нив несфатливо овој светски шампион што е Јанос Курос, што има 304 километри трчано за 24 сата. У Грција кога трчал, кога дошол со бајлето пред сите, го викнале градоначалникот по пижаме дошол и не му се верувал дека го направил дека лаже. Дека крател лажел, превари се наљутил и си од Грција отишол во Австралија и таму направил светски рекорд 300 и мислам 4 километра дека за 24 сака, што не сватливо тоа. 12-13-2002, тука имам рекорд 148 километри, тука имаме освоено на 24 часа. На 23-то место, мислам. Трето место. И тоа е пак национален рекорд на Македонија, некаков национален рекорд, официјален. Да, неофицијален, тогаш не се чувствувал некој како некој шампион за Македонија, туку спрема другите пред мене имало двајца, тројца. Дека нешто кој не постои у своја земја, значи кој да нема ранг листа, нема ништо. Тоа ми е најдобриот ултрамаратон. 148? 148 километра. Што сум го направил со тренинзи, со темпирање. Си тренирал специјално? Да, си имам скинато едни патеки што истрчав 700 километра, а 700 километра за еден месец. Време, значи, пред рангиран на така. Ајде да кажеме може на Балканот трет. Од тие учесници што учествува од Словенија, Хрватска, Бугарија, Унгарија, некои места доаѓа. Што може да дојде 24 сата на 16, 17, 2004, 144 километри. Како одлучуваш да трчаш на 6 дена? На 6 дена одлучувам кога идам 2002 за Њујорк. И тогаш имаше, во април месец имаше трка на 6 и 10 дена. Зимски период бев во Сиетл тамо. И тамо ги тренирав тие. Имаше ова центар за, например, Косара, имаше езеро, пливање, базени, патеки, трим патеки и тамо се спремав до април месец. Кој искуство немаш, ај 12, ај 24, ама мора да трчаш 6 дена, ден и ноќ. И првите мои 3 дена, не знам дека имаше квалификации тоа. Мислам, ја не знаев, ато имаше управилникот. И првиот ден истрчав 71 милја, вториот ден така околу 52, третиот 48 и така кога се собере, исполнив 150 милји. За тие 3 дена само по 2 часа дневно сум спијал. Од 3 часот до 5 часот до изутрина кога се изгре сонце. Ај тие беа сончеви денови првите, топло овака. После
Четвртиот ден фати еден дожд, врнеше цел ден, опремата, све што имав, ја искористив, тие кулмалски патики, вамо све ми се намокрија. Среќа престана, па требаше следниот ден тие алишта што беа водени да се испера, да се исушат, па да ги вратат. Многу битно да ги сочуваш ногите. Имав ја патики од 42 до 48. И стигнав да носам број 48, така што ми отекува ногите и тие ги искористив, и тие ми станаа тесни. И целиот потекуваш од самото воспаление, од самата трка. Добро, вака подлабоко филозофски, кога вртиш укруг, досадно ли ти станува? Што треба да направиш за да отидеш, значи да се надминеш, да не ти е досадно? Да не ти е досадно или да влезеш во самиот себе си, во самијата дека сите трки, полумаратон, не се такмичиме ние со другите, со себе си. Ние со себе си да си го подобраме времето. Јас се влегувам во самиот себе и не трошам енергија на другиот, ни на публика, ни на тркачи пред мене, зад мене. Јас се гледам себе си да се издефинираш, да имаш свестост за натрешно битие како човек, кој некој суштество трча во тебе, знаеш. Ти си само шофер. Кога ќе дојдеш до тој степен да имаш една концентрација, држиш свесност, не се жалиш на болки, не се тоа се надминува, знаеш. Ги исклучуваш сетилата за болка. Досадно му е дека не знаеш што да прави со себе. Тоа му е досадно. А ако има цел да заврши што побрзо, што поуспешно, нема да му биде досадно. Ако те досадно да размислуваш ти ова ми смета, тоа ми смета, ова е вака, она е така, никој не трча за тебе. Ти трчаш за себе. И не може да ти биде досадно ако имаш одреден број километража, одреден чекори, да се фокусираш на тоа, не трошиш енергија на други работи. И само се фокусираш у своја линија, значи секој чекор ти е одмерен, кој да ти е последен, значи. Чекор си ги онадеш, кога ќе дојдеш од ритм кој бројаница, значи, кој некоја мантра, значи. Цак, 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 кој таксиметар, значи. Што кој таксистата, што поише вози, поише добива, значи. И така и ти да бидеш кој таксист. Таксиметарот да работи за тебе, значи. Според тебе, влегуваш ли во некаква зона кога трчаш, колку време ти треба да влезеш во некој ритм, кај што постепено светот ти исчезва и се фокусираш? Самиот старт ти е она мотивација, она енергија која ќе буне, знаеш. И кој ќе се расшира тие тркачи, кој ќе си го најдеш својот време и простор за трчање, ти влегуваш у зона за трчање, знаеш. А тоа сум го почувствувал на 6-10 дена. Тоа е све една фамилиарна атмосфера. Збореме за тркачите, не зборам за публиката. Влегуваш во таква зона, сосема друг свет си. Ти си исклучен од оној физичкиот свет, влегуваш во една друга димензија, друга галаксија, за трчање. Сите се тука во една единство. Кој е една галаксија кај што има многу планети што се движат и не си сметат едни со други. Нема ривалство. Секој тркач е планета и си има своја движење и си дава свој аспект. Да, си има свој аспект. Може само да те инспирира некој, да ти помогне. Тука баш, ако влезеш, например, че влезеш вака малку на стартот тмурен вака, кога завршиш трка да светиш ко сонце. Духовно искуство за време на трчање? За духовни искуства во трчање сум го имал тоа за 6 дена. Добиваш една зајди сонце кој се разречени тркачите. Сум го имал доживување дека тој организатор на 6 и 10 и ултрамаратони 3100 мој духовен учител наш. Кога се движи, мислам тога беше на зајди сонце, така заморен, истоштен, не ти е до ништо, он поминуваше со автомобилот тука и ја така некако деприминиран, малку позаспан и одете чувствувам исполнето со себе која енергија ме исполнува, знаеш. Енергија ме буди и гледам он доаѓа навам.
И така, знаеш, доаѓаш кој ден, стануваш кој на светлесен балон, трчање мотивација. Значи, и духовни учители што се посветени вака за своите ученици, ме дигна од вака речиси заспаност, од ното, века, и вака, тоа енергија ми дојде, кој на батерија од петици до глава ми исполнува вака на енергија. Прв пат тоа сум го чувствувал тука и на други маратони што се навечер, вака се исполнуваш ко светло. Сите спортисти вака сериозни имаат вакви духовни искуства. Без разлика дали се христијани, муслимани, будисти. Ретко кој може да го сподели, нека се плаша да не бидат исмеани, знаеш. А тие спортот е една духовна дисциплина, ти буди духовен потенцијал покрај физичкиот и духовен потенцијал. Можеш некои физички проблеми, ментални, психички, било кои проблеми емоционални да ги рачистиш. Просветлиш, да имаш увид, ако ќе имаш увид у тој проблемот, они често ако еден чвор се просветлува и самиот чвор од таа светлина што се просветлува се одврзува и се хоризонтот се отвара.